Му се радуваш на огнот, но не и на пожарот. Му се радуваш на домот, но само кога е безбеден. Полиси за домакинство на осигурување Македонија. Сега со подобрени услови. Остануваат две тешки средби до крајот на втората фаза, две тешки средби во 2 дена. Останаа ли сили да се спротивставиме нови ривали и да одиме кон тоа толку посакувано полуфинале? Добро, да, два надпревари ден по ден. Мислам дека ќе немаме одмор. Да забравиме, најбитно е надпреварот со Шпанија. Мислам дека имавме лош почеток, лоша утакмица. Тоа нека биде на страна, сега се спремаме за Чешка. Чешка е на добра селекција. Мислам дека голем е хендикеп за капитенот наш, дали ќе се опораби, уште не знаеме какви се вестите. Дали има некоја сериозна повреда, но ако не игра Киро, мора ние максимално да се спремиме за против Чешка. Денес имаме тренинг. Добро ги анализиравме, останува сега да направиме тренингот и утре да излеземе со ладни глави. Кажав со Шпанија да заборавиме тоа, мислам дека уште шансите имаме за тоа што сакаме најмногу за полуфинале, ако тепаме Чешка и Данска, но сега чекор по чекор, утре Чешка, па со таа најмалце победа ние играме за 5 и 6 место. Во Чешка е репрезентација со која што сме играле многу надпревари. Од она што можеше да се види во квалификациите и она што можеше да се види овде, делува некако различно. Што е она што се измени кај Чешка и што внесува позитивно за да стигнат до тоа ниво кое што го има добро? Па добро, јас кога што знам имаме таму играно во Чешка кој имавме голем пораст таму во Чешка, на домачен терен мислам ние обедливи бевме. Сега на неутрален терен тука не знам, имаат одлични играчи, среден и лев бек, и еден добар млад десен бек. Мислам дека Зрахала е во главните улови од главен играч. Секој такмица, не знам, претходната имаше 14 гола, мислам дека целата опасност доаѓа од него. Имаме тандем бекови кој што беше во онаа генерација која летово освои 6-то место на светското првенство за младинци. Може ли тој тандем утре да понесете товар и да ни донесе победа? Па добро, да, јас Велковски и Италевски, цело првенство мислам дека игравме ние секоја утакмица, мислам дека многу добро се познаваме, игравме заедно во Металург. Еви Пешевски ќе кажам на Пикардов, вчера тој игравме 40 минути цело време. Мислам дека добро се познаваме, но тука и денес и утре на утрешната такмица мислам дека ќе добие многу голема шанса Миркуловски, кој не доби шанса против Шпанија. Мислам дека ќе изигра на добро. Миркуловски е еден од најдобрите наши играчи на среден бек. Ќе дадеме се од себе. Публиката мислам дека малце ја разочаравме, но со борбена игра и утре со добар резултат да ја вратиме